Изборот за академик на Ману не го доживувам како личен триумф, туку како признание за целата македонска заедница што живее во Бугарија, порача професор Стојко Стојков, човекот кој е познат на јавноста како еден од најголемите борци за правата на македонското малцинство во Бугарија. На свеченоста по повод неговиот избор за академик зборуваше отворено за проблемите на македонците кои живеат во соседната земја и за билатералниот спор. Ние се бориме за нешто толку ситно, ама толку важно во демократијата, правото да имаме своји организации со кои што да учествуваме во обществениот живот. Дури не зборуваме за партија, за најобични организации кои што испаѓа дека е невозможно во Бугарија за македонците и се бориме да се постигне на некој начин признавање на македонското малцинство. Тоа ќе реши не само нашите проблеми, тоа ќе реши многу проблеми на самата Бугарија. Според академик Стојков, блокирањето на Македонија од страна на Бугарија не е новост, туку процес за кој назнаки постоеле уште пред 20 години, потсетувајќи дека тогаш многу политичари одбрале да ги затворат очите. Сега на Македонија и останува единствено да се бори против бугарската политика, која го забавува нашиот европски пат, посочи професор Стојков. Сега Македонија нема кој знае каков избор, освен да се бори. Нема друг избор, бидејќи било какви остапки ќе се само скала кон нови остапки, кои што ќе се скала кон нови остапки и така натаму, тоа нема да има крај. Додека не се смени рамката политичка, која што сега постои во Европа и во односите Бугарија-Македонија, јас не мислам дека може да се очекува некој сериозен прогрес. Според Стојков, една од клучните грешки во македонско-бугарските односи е формирањето на заедничката историска комисија. Смета дека Софија преку ова тело, користејќи ја својата позиција како членка на Европската унија, врши притисок врз Македонија да направи измени во образовните програми по историја. Таквите настојувања, предупредува Стојков, индиректно влијаат врз македонскиот идентитет.